Стефчо Јакимовски е кандидат на ГРОМ и коалицијата Искуство за успех за градоначалник на општина Карпош. По првиот изборен круг тој е второпласиран, но вели дека со оптимизам влегува во изборната завршница и очекува карпошани пак да изгласаат тој да биде градоначалник. Јакимовски е дипломиран економист, освен градоначалник на Карпош, еден период тој беше и министер за економија, како и министер за труд и социјална политика во владата на Република Македонија. Тврди дека неговото искуство и досегашните постигнати резултати се гаранција за успех. Меѓу другото, тој ветува за средношколците субвенции за возачки дозволи, за граѓаните средства за промена на азбестни кровови и лифтови, како и дека на јавни паркинзи ќе постави инсталации за полнење на возилата со електричен погон. Очекувавте ли дека ќе победите во првиот круг или сте малку разочарани од сето тоа? Значи, штом има повеќе од два, веќе е многу тешко. Минатиот пут бевме 4 кандидати, што четвртиот имаше многу малце 1,5%. Трите беа доминантни. Во првиот круг господин Душко Весовски водеше со 2700 гласа, јас победив. На крај со 1800 гласа, сега таа разлика е скоро дупло помала, негде помалку околу 1500 гласа, што значи дека таа е апсолутно лесно достижна и престижна сума на гласови. Одзивот на гласачите во првиот круг на ниво на сите општини вела дека бил мал. Имате ли некој план како да го зголемите тој одзив, да ги привлечете граѓаните што повеќе да излезат на гласање? Битно е што Карпош имаше над 51%. Тој е мал, но е доволен излез на гласачи. Интересот кај локалните избори е секогаш помал во однос на парламентарните избори. Јас очекувам дека по она што го гледам на терен, што се сеќавам со граѓани, гледам загриженост кај граѓаните и една желба да буквално желба која што кореспондира со нашиот слоган да го одбраниме Карпош, да го зачуваме достоинството. Среќавам многу карпошани кои се подготвени да го бранат достоинството на Карпош. Обично во вториот круг се прават некакви коалиции и се зборува, нели, тие што се поразени, дека се здружат со некој од тие, со еден од двајцата што одат во вториот круг, дали и тоа и вие имате нешто такво во план? Јас на кандидатите кои не влегува во вториот круг им заблагодарив на коректната кампања, исклучително коректната кампања, и им честитав на бројот на својни гласови, сепак они првпат се кандидираат. Јас сум градоначалник 4 мандати, другиот кандидат е од владеачка партија и нормално е да се има поголем број на гласови, но ете со едно охрабрување да не се разочаруваат, има уште шанси за наредни избори. Во секој случај, луѓето водеа коректна кампања и мислам дека освоија значаен број на гласови. Дали имате посебен надут за вториот круг кој што еве ќе придонесе да се намали таа минимална разлика што е меѓу вас и другиот кандидат? Јас од граѓаните никогаш ништо не сум сокрил за да вадам било какви адути. Мојот адут е она што е досега сработено и главен адут е новините што ги нудам во овој изборен циклус, а тоа е субвенции за поставување бушење на бунари за техничка вода, субвенции за поставување на фотоволтаични системи за да се намали потрошувачката на електрична енергија, да имаме што повеќе обновливи извори на енергија, субвенциите за возила на електричен погон како инсталации за тие возила на електричен погон на јавните паркинзи. Значајна новина е што на секоја местна заедница ќе даваме од 15 до 25.000 евра самите граѓани да одлучува за што ќе користат тие пари, значи ќе одиме постепено во децентрализација на трошење на буџетот. И последната новина што ја нудиме е обуки за пензионерите за електронско банкарство. Да не стојат поредици во банки, некои се плашат и на картицата извадат пари, значи да имаат повеќе време за себе. Има и пензионери кои што утре можеби ќе бидат неподвижни
или ќе бидат во тешка здравствена состојба, затоа сакаме да има возможност на тие луѓе да имаат многу повеќе слободно време за себе. Повторно се враќаме на стариот проблем за нехигиена воопшто, не само во општина, туку во градот. Што би направиле вие ако имате ингеренции да промените нешто на тоа поле? Согласно законот за град Скопје, законот за локална самоуправа, ние немаме право на основање на јавни предпријатија кои што веќе функционираат во градот. Потребна е законска измена на Законот за територијална поделба на град Скопје, Законот за локална самоуправа. Јас сум веќе одамна поборник да го решиме на многу едноставен начин овој проблем. Парите за подигање на сметот и за индивидуалната и колективната хигиена и за одржување на парковите треба да се плаќаат во општините, а општините треба да плаќаат на економските оператори. Во ваква ситуација, кога не го подигаат ѓубрето, тие нема да добиваат пари, значи колку сработено, толку пари, а од друга страна би вовеле и втори, трет оператор и доколку тоа се случи, јас барам да ја превзам целата одговорност за хигиената и за зеленилото и во тој случај гарантирам чисти улици, окосени паркови. Веќе распишуваме тендер за 23 бунари, значи постепено ќе одиме со техничка вода за полевање и на зеленилото. Тоа значи комплетна одговорност бараме за одржување на зеленилото и хигиената. И вие можете да видите дека ниеден градоначелник на ова моје барање не се придружува од едноставна причина што не се подготвени да ја преземат одговорноста. Деталниот урбанистички план е секогаш важен за граѓаните. Дали веќе имате испланирано што ќе доцртате, што ќе прешкртате на еден начин, што ќе прецртате, за да бидат граѓаните позадоволни? Деталните урбанистички планови, со нив се решаваат проблеми на граѓани. Ние не можеме да градиме улица ако таа не постои во деталниот план. Ние не можеме да дадеме одобрение за градба на индивидуална куќа ако таа ја нема во планот. Се случува да комшијата е влезен со неколку квадрати кај својот комшија, заради нарушени меѓукомшиски односи, овој не сака да даде согласност за да комшијата догради или надгради и такви проблеми решаваме. И исто така, инфраструктурата што е потребна за таа населба мора да биде вцртана во урбанистичките планови. Се трудиме да апсолутно биде зачувано блоковското зеленило. Тоа е негде околу 73 хектари во цел Карпуш и дрвната маса во Карпуш е 27,8% во однос на целиот град Скопје. А имајќи го фактот дека јас сум 16 години градоначелник, тоа се поставува прашање кој го заштитил тоа зеленило, кој го одржувал тоа зеленило. Тоа е, значи, сме посветили исклучиво марлив однос кон зеленилото во општина Карпуш. Мојата заложба е Карпуш да се шири кон левата обала на Вардар, да создаваме во тој дел инфраструктура, а во останатиот дел да се гради исклучително внимателно и може да гради само оној што ќе има квалитетна градба, оној што ќе обезбеди минимум 2 паркинг места за секој стан. Имаме делови каде што имаме да разрешуваме сериозни проблеми, како што е оној дел кај гимназијата нова. Луѓето живеат во ступ стандарди, дел од куќите им се срушени, тој мора да го решаваме. Второ, веднаш преку улицата Теодоси Гологанов, исто така имаме страшен субстандард на улицата Јури Гагарин, меѓу кулите што се наоѓаат карши алумина, шарените кули и оној дел жолтите згради, карши трговски центар Олимпико, тие луѓе живеат во страшно лоши услови и тие делови исто така мора да ги разрешуваме. Значи, ние со урбанистичките планови разрешуваме проблеми на граѓаните. Во Тафталиџе останува домчето тамо, 6-катница нема да има. Второ, кај мостот Обединените нации, кај кулите Каршинив нема да има зграда, туку ќе има катна гаража. И во комплексот Макотекс нема да има згради, ќе има катна гаража.
и Скопје на вода нема да може да биде во Карпуш, веројатно ќе оди во некоја друга општина. Ако јавните предпријатија продолжат да работат со ова темпо како до сега, дали би размислило околу основање на некој предпријатие кое што би било покорисно за граѓаните на општина Карпуш? Јас морам да ги почитувам законските односи, иначе што се однесува до мене, јас уште утре би формирал јавно предпријатие и во исто време, значи, и приходите треба, не може ние да формираме јавно предпријатие, да трошиме пари, а парите од граѓаните да одат во комунална хигиена и да се играат со тие пари, да се однесуваат неодговорно, да си ги задоволуваат своите лукративни проблеми, тоа предпријатие да има луѓе кои што не работат, а земаат плата, да се набиваат цени при набавки, да биде предпријатието неефикасно. Фактите покажа дека овие градски предпријатија, паркови зелени и комунална хигиена апсолутно се нефункционални и овој систем е тотално промашен и јас гарантирам дека ќе имаме проблеми и натаму со нив. Децата се нашата најголема радост. Сигурно имате во план како и до сега субвенции за новороденчиња, талентирани ученици, да ги наградите оние што се добри ученици и спортисти. Стипендиите на учениците ги изголемивме за над 30% од следната година, од 3,5 на 4,5 и овие што беа 3.000 ќе одат на 4.000. Натаму полагањето за возачки дозволи ќе покриваме трошокот и за прва помош и за лекарски преглед и за првото полагање. Натаму во екскурзиите што ги правиме во Грција за првенците на генерации, оние што имаат прогласени за најдобри надпреварувачи што освоиле награди во тековната година, ќе ги вклучиме и учениците кои имаат еден жив родител. Исто така и тие ќе можат да одат на 7-дневни одмори, така да тој дел апсолутно го зголемуваме. Ќе ги зголемиме средствата што ги издвојуваме за спорт и рекреација, така да, тоа се значени поддршки на нашите ученици. За Карпуш се вели дека е една од општините во град Скопје која што е презагушена, дека нема простор меѓу зградите, дека нема места за паркинг. Сигурно имате некое решение и за тој проблем. Тој што би рекле за општина Центар, што би рекле за општина Аеродром, што би рекле за Газибава, што би рекле за Ѓорче Петров, кој сега вкупно дали има 50 згради, а се планираат нови 54. Имаме ние грешки на одделени делови од општината, како што е улица Прашка во делот на Тафталиџе, како што е кај Машински факултет, но гледаме да ги коригираме тие грешки. Најголем проблем е паркирањето. Например, кај Машински се предвидува катна гаража, имаме со урбанистички план катна гаража. Гледаме во делот на Алумина да го разрешиме паркирањето со колите на Прашка, Настел и од другата страна кај Сити Плаза тој дел е порано граден. Но самиот факт дека во изминативе 4 години ние имаме 36 одобренија за градби над приземје, дваката и подкровље. Од нас помалку има само Ѓорче Петров, а имаме општини кои имат и 150, и 120, и 130, например, и 76, например, има кисела вода. Фактот го покажува дека сме успеале да ја смириме таа ситуација во општина Карпуш и сега исклучително внимателно ќе гледаме каде ќе дозволуваме да се гради. Зошто граѓаните на општина Карпуш треба својот глас во вториот круг да го дадат токму за вас? Затоа што имам најдобра понуда, затоа што имам повторно новини, затоа што 97% од инфраструктурните потреби се решени на граѓаните, зашто Карпуш вози по најдобри улици, затоа што има најдобра подземна инфраструктура, затоа што Карпуш има најдобри фасади, најдобри училишта, најдобри градинки, најопремени училишта со најзовремена електронска опрема за водење на настава, затоа што во Карпуш сме создале услови да секоја местна заедница си има и училиште и градинка. Тоа треба да го постигнеме уште во местната заедница
Злокуќани, Злокуќани, Нерези и Влае 2. Во Бардовци наредната година започнуваме со експроприација на земјиште и потоа ќе градиме градинка, и во Влае со новиот детален урбанички план во Влае 2 предвидуваме 2 градинки. Во исто време со новиот урбанички план се предвидува и 2 градинки за населеното место Нерези. А која е слабоста на вашиот конкурент во вториот круг која планирате да ја искористите? Одговорно тврдам дека крајно неподготвен влезе во оваа изборна кампања. Имаше долго време за корекција на ставовите. Значи, он кампања води од средината на јули до денеска, и како кампањата добива на интензитет, тој се повеќе кажува чудни работи, што се не својствени за еден кандидат. Логично е како тече кампањата, повеќе работите да ги осознава. За жал, овде се случува сосема обратното.